добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Денеска последен, трети ден од предсезонските тестови за Формула 1 како подготовка за престојната сезона. Оваа година во скратен формат само 3 наместо 6 денови како што бевме претходно навикнати, со оглед на тоа дека правилата се доста стабилни и со оглед на тоа дека сме во светска пандемија, па ФИА одлучи за дополнително намалување на трошоците да се намалат и овие тест денови на само 3, па така денеска го имавме и дефинитивно би рекол најисполнетиот ден што подразбира тестирање. Најмногу кругови извозени, сите тимови беа фокусирани на нивната програма, изутрина видовме многу излети на кратки дистанци, многу промени во нагодувањата на болидот, меѓутоа и беше на вистина жешко. Просечната температура во предпладневата сесија беше 41 степен Целзиусов на самата патека, што лесно и многу брзо ги трошеше и плевматиците кај возачите. Перес го одбележа, би рекол, предпладнето со најдобро време поставено, додека по пладнето го одбележа Макс Верстапен со време од 1 минута 28 секунди и 960.000 делови од секундата. И кога некој ќе рече кој е побрз, кој е најбрз, можеш ли да ни дадеш некоја предпоставка за овие предсезонски тестирања? Само да ви кажам дека Макс Верстапен го постави најдоброто време, соправејќи огромна грешка во свиокот број 7, каде што излета широко и сигурно загуби до 2 до 3 десетинки. Така да, имајте го ова во предвид, дека тестирањата се секогаш тестирања и дека најчесто тимовите добро ги кријат своите адути и не можеме да претпоставиме кој болид во каков режим на работа е поставен, со која количина на гориво. Се што можеме е од око да ги следиме болидите како се однесуваат на самата патека, дали се стабилни и дали возачите имаат потешкоти управувајќи со истите. Денеска мал проблем кај Карлос Саинц во Ферари, хидравличен проблем во неговиот болид, меѓутоа брзо беше отстранет. Карлос Саинц загуби околу 1 час во гаражата, меѓутоа потоа излезе повторно на патеката и надополни. Инаку проблемот беше тоа што неговиот болид заглави во четвртата брзина, па мораше заглавен во таа брзина да се врати во боксот. Исто така некои помали проблеми за Луис Хамилтон во обид да постави еден летачки круг при самото загревање на плевматиците. При излезот од последната кривина го загуби болидот, па излета едно мало извртување, меѓутоа за среќа тоа извртување добро помина, па Хамилтон веднаш беше во можност да се врати на патеката и да продолжи со својата програма. Се на се одлични 3 дена тестирање во Бахрейн. Тимовите ќе бидат доста добро спремни за првата трка во сезоната. Наскоро, можеби вторник или среда, очекувајте едно видео каде што ќе влеземе малку подлабоко во анализа на овие времиња, да најдеме една наша представка кој е брз, кој можеби не е брз, кој има постигнато подобри перформанси или не. Како и секогаш ви благодарам што го следите каналот Формула 1 на македонски. Лайк, шер, субскрайб и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!